ви благодарам на сите за присуството. Ја организираме ова изјава поради тоа што мислам дека решаваме едно значајно прашање кое што се однесува на приватните специјализанти, ги опфаќа и сите идни приватни специјализанти, значи проблем кој што допира до сите млади лекари во нашата држава, а во смисла на тоа да ги зголемуваме инвестициите, односно ги решаваме сите нивни барања кои што беа актуелни еден сериозно долг изминат период наназад. Започнавме со решавањето на тоа прашање со тоа што приватните специјализанти за прв пат добија надоместок за својата работа од 2008 година, до тогаш работеа без пари, а сега решаваме и дополнителни некои прашања за кои што во изминатиот период наоѓавме соодветен правен административен начин како сето тоа може да се реши. Имено сите приватни специјализанти кои што досега немаа здравствено осигурување, односно не биле пријавени за работа во друга приватна здравствена установа, а добиваат надоместок за работа како приватни специјализанти, од месец јуни ќе добиваат дополнителна сума на средства со што ќе биде покриен трошокот за здравственото осигурување. Тоа значи дека добиваат тоа што навистина треба да добијат, а тоа е целосно здравствено осигурување. И уште едно барање, тоа е да бидат платени сите дежурства кои што тие ги прават како специјализанти во рамките на институциите во кои што специјализираат, во рамките на нивната едукација. Сумата за дежурства се движи од 1800 до 3600 денари, во зависност од тоа дали се дежура во нормален работен ден или за време на викенд или за празник, со што вкупната сума дополнителна која што ја добиваат на веќе постоечките 30.000 бруто во еден одреден процент може да достигне и до 50% повеќе од тоа што сега го добиваат. Мислам дека на овој начин се постигнуваат две работи. Прво, инклузивноста на целокупниот процес, тоа што ги носиме одлуките и ги градиме политиките заедно со сите фокус групи на кои што тие политики се однесуваат. Конкретно специјализантите за кои што имаме континуирана комуникација во изминатите веќе повеќе од 3 години и оваа значајна инвестиција во младите лекари е нешто што ја менува сликата во нашата земја. Прво дека секој има право да учествува, да се слушне неговиот глас во политиките во кои што се креираат, а се однесува токму на нив, и второ дека младите лекари заслужуваат да со конкретни постапки и политики ја гледат иднината во нашата земја. Уште едно прашање кое што е веќе започнато, треба да го финализираме во следниот период, е дефинитивното вработување на приватните специјализанти. Заслужува тоа уште малку дискусија, уште некои анализи заради тоа што офаќа и некои други аспекти во однос на систематизација, каталози на работа и така натаму, меѓутоа сигурен сум дека и тоа прашање ќе го решиме. Благодарам. Во името на Сдруженијето лекари специјализанти, ЗЛС и во собствено во лично име, сакам да се заблагодарам на Министерството за оваа новина. Навистина ова представува исклучително значаен моментум за секој приватен специјализант во државата, бидејќи за прв пат ноќниот труд, односно дежурствата, ќе бидат исплатени согласно бројот на дежурства во таковниот месец. И уште можеби побитен момент е здравственото осигурување, бидејќи ќе овозможи да секој лекар во институцијата или во државните институции да може бесплатно да се лекува. Она што е можеби уште побитно од сево ова е дека се надеваме дека овие мерки не само што ќе дадат гратификација, односно задоволство кај колегите, туку ќе ни овозможат и поквалитетна здравствена заштита за пациентите. Што се однесува до вработувањата, се надеваме дека овој процес ќе биде заокружен со вработување и нашата држава ќе може да се пофали дека нема невработени лекари. Ви благодарам. За министерот имаме едно прашање. До каде е извештајот на државниот здравствен и санитарен инспекторат околу смртта на 33-годишната пациентка од Охрид која се оперираше на дак и апнеја? Се уште не сум го добил. Вчера бев известен дека е завршен делот во однос на патохистолошката анализа и чекам тој извештај да се финализира. Дополнително е формирана комисија за стручен надзор, кој што исто така ќе го очекуваме извештајот. Да информирам дека за родилката од Струга извештајот е готов, треба да се потпише, физички во градов не е присутен еден од членовите на комисијата, се очекува да се врати назад од патување за време на викендот, така да следната недела ќе го имаме финализирано.
Секогаш ќе ги објавите деталите? Да, секако. Мало појаснување околу зелениот пасош кој го најавивте дека од следната недела ќе може секој граѓанин да го симне на своја апликација, меѓутоа со помош на матичниот лекар. Дали граѓаните, македонските државјани кои се вакцинираа во Србија, а имаат комплетна вакцинација, односно ќе ја примат и втората доза таму, бидејќи кај нас не се препорачува AstraZeneca за под 60 години, ќе имаат можност да добијат ваков зелен пасош тука кај матичните лекари. Да, се што треба да направат е да се скенира QR кодот на сертификатот кој што го имаат од вакцинација во било кое место. Тој QR код ќе биде генериран и ќе биде видлив во апликацијата. Во апликацијата ќе бидат видливи и сите други QR кодови за PCR тестирање од следната недела понатаму. Веќе ќе се споделат за време на викендот и почеток на следната недела технички податоци преку системот Мој термин што треба акредитираните лаборатории да издадат како свој документ, за да на таа апликација може да има код кој што ќе ги содржи податоците за вакцина или за секој следен PCR тест кој што ќе биде направен, а ќе се генерира со тоа што ќе се внесе кодот во апликацијата. Значи без разлика каде се издадени потврдите за вакцинација, а има такви кодови, ќе бидат составен дел на нашата апликација. Треба да отидат кај матичните лекари за да се внесе тој код, значи што треба да направат граѓаните конкретно? Треба да се најават и да им се испрати имейл со тие податоци. Министре, каде би важел македонскиот зелен пасош? Имате ли веќе разговарано, преговарано со некои држави, бидејќи денеска Европската комисија излезе со став дека кај нив во рамки на Европската унија зелениот пасош ќе почне да важи од 1 јуни, вклучително 17 држави заедно и со Исланд. Меѓутоа немаше детали дали ова ќе важи за третите земји, вклучително и Македонија, дали македонските државјани ќе можат со овој зелен пасош да одат во земји од Европската унија. Битно е да сме ние спремни и да ги имаме сите податоци од сите можни тестирања, а знаеме кои се тие. Вакцинацијата, PCR тестот или тестот на антитела како доказ за поседување имунитет. И нема што друго четврто да може да се бара за време на патување. Битно е да, освен овие документи во хартиена форма, го направиме ова што ќе го направиме, а тоа е да имаме апликација, за да што и да биде побарано за нашите граѓани, при патување во било која земја, ние бидеме спремни. Така да од следната недела, веќе сме спремни за целокупниот период понатаму. Дали овој зелен пасош е согласен и со европскиот зелен пасош од Европската унија? Да, тоа се тие критериуми. Значи, се што ни беше укажано преку една од апликациите беше Common Pass и таа е најшироко прифатена и по аеродромите и во земјите членки во Европската унија, како критериум го содржи нашата апликација. Министре, денеска се затворија интерните клиники. Каква е состојбата во останатите болници? Дали веќе интерните клиники ќе почнат да работат редовно со пациентите од другите заболувања? Да, во дел од клиниките сега се спроведува темелно чистење, дезинфекција и така натаму. Кадарот е веќе назад во своите клиники и болници. За нас е среќен ден. Се ослободуваат болничките капацитети. Се надеваме дека нема да се соочиме со некој нов бран. Спремни сме заради тоа што знаеме како треба и што требаме да направиме. Меѓутоа е многу битно што сите овие оделенија се враќаат во своја нормална функција, дека ќе работат патологијата која што е нивна автентична. И што за зелениот пасош? Значи зелениот пасош е за AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Дали Грција ќе не бара на оние граѓани кои се вакцинирали ни со Спутник или со кинеска вакцина, или доволно ќе биде само оној сертификат што го добиваат? Сега на грчката граница се бара сертификатот во хартиена форма, меѓутоа без разлика на тоа која вакцина е аплицирана кај граѓаните, тој QR код може да се скенира и да биде дел од оној код што се гледа во апликацијата, вклучувајќи ги сите вакцини кои што се на располагање кај нас. Каков е одзивот за вакцинација? Дали се зголемува интересот кај граѓаните или стагнира можеби како пријавено? Заклучно со вчерашниот ден се вакцинирани нешто над 200.000 граѓани, од кои што 40.000 се ревакцинирани, значи дадени се во нашата земја 240.000
дози на вакцини. Во овој момент пријавени и невакцинирани има 150.000 граѓани. Заклучно со 13. мај сите пријавени над 65 години до крајот на оваа недела, тоа е сутре, ќе бидат вакцинирани. Може да има некакви технички пропусти. И тоа опфаќа над 40, скоро 47% од граѓаните над 70 години, односно скоро 40% од граѓаните над 65 години. Ние ги спремаме и кампањите, очекуваме да дадат вакцини, верувам дека граѓаните и натаму ќе покажуваат интерес како што сега покажуваат за пријавување. Министре, граѓани се жалат на метаж пред вакциналните пунктови тука во скопските поликлиники. Велат дека се влегува преку ред, дека се доцни со списоците, чекаат по час и половина, некогаш и повеќе. Како да се надмина овој проблем, бидејќи доаѓаат и луѓе кои што имале закажан термин, го пропуштиле, па доаѓаат кога ќе им текне? Може да има такви пропусти, луѓе да закаснат, меѓутоа има исто така и ситуации кога луѓето доаѓаат порано во раните утрески часови и покрај тоа што се закажани за вакцинација покасно во текот на денот. Или кога има некоја поголема група од вработените, како што имаше претходно од некоја од институциите, па се ствара метеж. Меѓутоа, мислам дека е тоа исклучок. Генерално процесот добро се одвива, може да се почека некое време, кратко, повеќе исклучоци се овие ситуации кои што ги спомнувате и тие се менаџираат на некој начин. Така да, секаде у државата мислам дека процесот добро се спроведува, оди гладко, веќе се испраксирани сите здравствени работници кои што тоа таму го работат. Дополнителни пунктови почнуваат од почеток на следната недела за масовна вакцинација, тоа се Велес и Пирлеп, така да верувам дека и таму, исто како по примерот на другите градови, добро ќе се проведува вакцинација. Во пресред на летото ќе има доста голем интерес за зелениот пасош. Ве молам за едно дообјаснување, значи како во пракса би функционирало тоа. Кога некој македонски државјанин сака да ја напушти државата, доволно е да ја има симнато апликацијата на неговиот мобилен телефон и дополнително испринтано сертификат на хартиена форма. Дали на граничните премини ќе има читачи кои веднаш ќе регистрираат дали е валиден тој документ, односно тој QR код? За сега нема, меѓутоа еве доколку има во било која од европските земји, нашите граѓани ќе бидат спремни. Значи да повторам. Од хартиената форма, од вакцинација, од вакциналниот сертификат или од потврдата за направеното PCR тестирање, кој што следната недела ќе го издаваат сите акредитирани наши лаборатории за издавање PCR тестови, освен хартиената форма, доколку се скенира QR кодот од двата документи, тој електронски ќе биде достапен во апликацијата. Значи спремни ќе бидат нашите граѓани да покажат и хартиен документ и QR код преку апликацијата. Благодариме. Може и да. Да.